вестите, а траја на повеќе од 10 години, значи најактуелни вести, проекти и се обидуваме од токму за дополнително се дефинираат во аспект на лажи реги. Јеруски новинар Слободен Печат. Се чувствувам исклучително комфортно, така што било какви прашања, слободно упатете ги најдиректно, тука сум, најдиректно ќе одговорам на било кое прашање. Делумно не би се согласил со Огнен, бидејќи сепак само регулацијата и професионализацијата на некој начин сепак оваа влада ќе остави на еснавските здруженија. Доколку новинарите имаат интерес да направат некој вид саморегулација, доколку здруженијата на новинари имаат интерес да се регулираат законски порталите, ние сме тука како партнери на целата медиумска заедница тоа да го направиме, повеќе пати го имаме кажано. Карактеристично е што неколку пати сме на сличен панел и со Александар, и со Бранко, и со Сашо, и со Горан, така што тоа би го изгледал како интересен момент вака. Инаку интересно ова што го кажа Сашо, искрено не знам, не сум запознат со човеков, така во еден момент си помислив Сашо да не ни бутка фейк ньюс. Меѓутоа ќе проверам. Може би и подобро што не сте запознати. Ќе отвореше многу прашања. Јас како карактеристичен случај би го спомнал и во насока на кредибилитет на медиуми, бидејќи самиот бев новинар одреден период од мојата кариера. Во 1980 година постои новинарка Дженет Кук од Вашингтон Пост која пишува сторија за детенце 9 годишно кој живее под мост, кој е зависник од хероин, кој живее заедно со неговите родители. Карактеристичен е случајот бидејќи ова се работи за мејнстрим, исклучително мејнстрим медиум во тој период и ден денеска на некој начин. Дженет Кук добива Пулицерова награда за сторијата. Сторијата се разбира после факт чекинг, утврдено е дека не постои ниту детенцето, не постојат ниту родителите и наградата е повлечена. Сега, без да навлегуваме во нека суштински длабинска анализа, кредибилитетот на Вашингтон Пост е нарушен. Но Вашингтон Пост градил кредибилитет во изминатите години низ низа истражувачки истории, меѓу кои Вотергейт, кој што следствено имаме импичмент на американски председател, за прв пат мислам во нивната историја, предизвикан од нешто истражувачка историја на медиум, така што кредибилитетот е таа дистинкција помеѓу медиумите и кој пласира лажни вести и кој не пласира лажни вести. Многу брзо сакам да поминам низ договорот со Преспа и што се соочивме ние како влада, а и се вкупната македонска јавност. Факт е дека се соочивме со исклучителен интензитет на пласирање на лажни вести пред се низ домашните медиуми. Очигледна беше намерата. Намерата беше да се дискредитира самиот договор, се креираа лажни вести со цел да дезинформираат граѓаните преку пласирање на лажни или делумно искривени факти. Само кратко сликата. Ни се случи некое движење Бойкотирам, кое и ден денеска има на некој начин функционира во социјалниот простор медиумски низ Македонија. Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН немаше јасна представа го поддржува или не го поддржува директно пред јавноста, тоа никогаш не се изјаснија, нема едноставно став конкретно околу референдумот. Внимаваа да не ги нарушат оние односи со меѓународната заедница, односно да не опонираат кон прогресот што ја очекува нашата земја. Меѓутоа се продуцира една гигантска, јас би рекол, бројка на лажни вести поврзани со договорот. Како тоа одеше? Некој наслови издвоив тука. Грција го напиша нон-пейперот за уставните амандмани што треба да го спроведе владата. Максимално неточно. Се менуваат меѓународните кодови кратенки, се менува химнат, се брише асном од уставот. Договорот нема да помине во Грција. Ние ќе го подпишеме договорот, но Грција нема да го испочитува, нема да влеземе во НАТО. Еве некои конкретни наслови. Бан Ки Мун порача на Македонија да не прави компромис со името. Русија ќе го замрзне Преспанскиот договор. Русија ќе го блокира Преспанскиот договор.
Ципрас го молел Путин да не вложува вето во Совет за безбедност. На се ова имавме одговор веднаш. Колегите новинари кои што се тука, Суна и останатите, знаат дека секогаш кога не барале, еве, мене кога ме барале, секогаш добивале одговор. Но факт е дека овие вести, овие лажни информации пенетрираа во јавност. Факт е дека се 100% точни и исто така, за жал, факт е дека мејнстрим медиуми во Македонија ги пласираат дел од овие информации. И Огнен, завршувам на крај, многу краток заклучок. Слободата на говор е загарантирано човеково право, но незината злоупотреба преку пласирање дезинформации, навредување, пропаганда не е ни одблиску слобода на говор. Ти благодарам.